Златната птица. Многу одамна, во градината на еден крал имаше јаболкница која даваше златни јаболка. Еден ден, кралот забележа дека неколку јаболка не достигаат на дрвото и им нареди на неговите 3 сина да го најдат крадецот. Принцовите застанаа на стража, но штом падна мрак, двајцата најстари принца заспаа, додека најмалиот принц остана буден. Точно на полноќ тој виде како една птица со златни перија слета на дрвото и скина едно јаболко со нејзиниот клон. Сакајќи да ја фати, тој скокна кон неа, но успеа само да ја откине еден златен пердув пред да одлета. Следниот ден, тројцата браќа му го покажаа златниот пердув на татко им и му кажаа што се случило. Незадоволниот крал им рече: "И, што да правам сега со пердувов јас? Донесете ми ја птицата или тешко вас." И така, тројцата браќа заминаа на пат во потрага по птицата. Најстариот сретна еден лисец кој му рече: "Ако сакаш птицата златна да ја грабнеш, во првата крчма немој со нога да стапнеш." Принцот не го послуша лисецот и си продолжи по патот се додека не стигна во едно село во кое имаше 2 крчми. Првата беше преполна и одекнуваше од музика и од смеа. Втората беше тивка и скоро празна. Принцот седна во првата крчма, каде што толку многу се забавуваше, што заборави да продолжи со патот. Истото му се случи и на вториот принц. Третиот принц пак го послуша советот на лисецот и влезе во тивката крчма. Следниот ден, откакувavo се наспа, се упати кон замокот за кој му кажа лисецот и таму ја најде птицата затворена во кафес направен од чисто злато. Но, кога го зеде кафесот, птицата почна толку силно да креска, што ги разбуди стражарите. И така принцот беше заробен и одведен пред кралот на замокот, кој му рече: "За птицава треба нешто да ми дадеш, а не да ја крадеш." Па побара од принцот да му го доведе златниот коњ кој беше чуван во еден соседен замок. Повторно, со помошта на лисецот, принцот успеа да дојде до коњот. Но и овој пат беше фатен на дело и одведен пред кралот на тој замок, кој му рече: "За коњов треба нешто да ми дадеш, а не да го крадеш." Па му нареди да оди и да му ја донесе принцезата која живееше во златен замок. Благодарение на советите од мудриот лисец, принцот успеа да ја исполни оваа задача и да избега со коњот, со птицата и со убавата девојка во која се заљуби. На патот до дома помина низ селото во кое застанаа неговите двајца браќа и ги виде оковани во пранги. Откако ги сплескале сите нивни пари, почнале да крадат, но ги фатиле и сега беа оковани. Принцот го плати откупот за нив и ги покани заедно да се вратат дома. Меѓутоа, по патот двајцата браќа, заслепени од завист, го нападнаа нивниот најмал брат. Го турнаа во еден бунар и избегаа со принцезата и со скапоцените животни. Држејќи се за опашката на лисецот, принцот успеа да излезе од бунарот и се врати дома. Кога му раскажа на татко му се што се случило, неговите немилосредни браќа беа казнети, а тој доби благослов да се ожени со неговата љубена принцеза. По венчавката, принцот отиде во шумата да се збогува со лисецот. Животното го преколнуваше да му ги одсече главата и шепите, но принцот одби да го стори тоа, бидејќи не можеше да го повреди својот мудар пријател. Меѓутоа, лисецот беше толку многу упорен, што на крајот принцот се согласи. Пред чудоневидениот принц од крзното на лисецот
излезе едно убаво младо момче, кое принцезата веднаш го позна. Тоа беше нејзиниот брат, кој пред многу години бил претворен во лисец од една лоша магија. И така, од тој ден, принцот, принцезата и нејзиниот брат се живееја среќно за секогаш.